80 пакети со храна и хигиенски средства ќе бидат распределени на семејства во општина Тетово, како дел од акцијата на организацијата Банка за храна МК. Акцијата се спроведува во соработка со невладината Младинска алијанса и Центарот за социјални работи Тетово. Караванот против гладот носи наслов "Стоиме заедно" и истиот се одржува од 14 мај па се до крај на месецот. Денеска 12 ден од караванот "Стоиме заедно" против ковид и гладот во наша организација, да речеме Банката за храна, но секако сами тоа не можеме да го правиме ако не се нашите партнери ширум државата. Како што напомена дека сме денеска 12 ден од предвидените 20 општини каде што ги посетуваме. ВСС ефект проект поддржан од Европската унија, милувам да кажам дека се откажуваме сите заедно од конференции, трибини, семинари, знаејќи дека во ковид време не можеме тоа да го организираме. На барање наши и одобрени од страна на Европската унија, со мала помош на Civica Mobilities, СИБЕ Македонија, успеавме да обезбедиме околу 35 тони храна, преточена во 1620 прехрамени пакети и хигиенски средства, кои што ќе завршат, односно завршуваат веќе во раците на 1620 фамилии. Денеска сме тука, подоцна да имаме во Гостивар, така ни е планот, да ги посетиме нашите пријатели Младинска алијанса, кои што се фактички еден од првите наши единствени партнери на Банката за храна во овој регион. Во Тетово не сме прв пат, меѓутоа прв пат во една ваква поголемо издание, да го речем, бидејќи самата акција, они што го знаат граѓанскиот сектор, ќе се сложат со тоа дека е навистина една од можеби најголемите акции испланирана и еве во тека реализација на истата, која што се надевам дека граѓаните кои што се во социјален ризик имаат мал благодет. Мислам дека се пакетите доволно добри за да на некој начин ги задоволи потребите на едно 4-члено семејство, барем да речеме една недела. Не по прв пат и Тетово не е изоставен град, значи општина е комплетно покриена со оваа комунитарна акција која што слушнавте. 80 пакети, можеби не е многу, меѓутоа поред нас како локална организација мислиме дека не е ни малку, бидејќи не е ни прв ни последен пат. Во иднина планираме да продолжат вакви слични акции. Бројката е определена, кој што слушнавте, конкретно за акција на 80 семејства, меѓутоа секој кој што има препорака, некои информации за некои семејства кои што дополнително треба да бидат покриени, слабо нека се обрати кај нас. Ние нон-стоп ја ажурираме нашата листа, ја апдейтираме и секојаш изнаоѓаме начин колку толку во рамките на нашите можности да им се помогне на сите. Исто така ги повикувам останатите граѓански организации, приватни стопанственици кои што имаат желба сами да помогнат на своја доброволна основа да се обратат во Банка за храна Македонија и кај нас Младинска алијанса Тетово или во Гостивар, Полошки плански регион кај Дрита организацијата и така. Центарот за социјални работи Тетово стои на располагање за се што е потребно со цел да излезе пресред на акцијата и да даде придонес за семејствата кои се и корисници во центарот, рече директорот Дарко Обадиќ. Исклучително ми е драго што сум овде денеска присутен, значи како директор на Центарот за социјални работи и што Центарот за социјални работи, тоест Министерството за труд и социјална политика во чиј состав е Центарот, заедно со Банка за храна и Младинска алијанса е во тек спроведување на една ваква хуманитарна акција, како што спомна претходниот соговорник, една од поголемите, да не кажем меѓу најголемите. На 1600 семејства ќе добијат одредени пакети со прехранбени и санитарни производи. Го гледам логото, многу символика има во него, we stand together. Значи, тоа е можеби единствениот начин во една ваква состојба во која целото човештво се најде, значи голем предизвик за опстанок и единствен начин за справување со економските последици од тоа е еден заеднички фронт предводен од страна на владата на Република Северна Македонија преку неколкуте економски пакети, сите институции во склоп на владата, фронт заедно со политичките партии, граѓанските здруженија, невладините организации и индивидуалците
а се со цел значи на сите тие категории и број на домаќинства кои се соочија со економски последици од оваа пандемија, да им се помогне полесно да се справат со нив и да излезат од оваа економска криза. Овој период се реализира една од најголемите акции што една граѓанска организација воопшто ја спровела на овие простори. Подготовка и дистрибуција на 1620 прехранбени пакети, 6480 заштитни маски, 1620 дезинфекцијски средства до 1620 семејства во 20 општини во државата.